Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме многу вкусни јадења. Имаме пире или крем од целер со редуциран балзамиран крем на база на вино, мед и балзамиран оцет. И имаме печен карфил премачкан со кремот вино. Идеална комбинација, вкусот ќе биде магичен. Ќе направам и една многу вкусна салата со печено цвекло и портокал. Следете не за тоа што веднаш почува. Денес, драги мои, како што ви кажав, ќе направам печен карфил со кремот целер и редукција од вино, мед, лукче и балзамиран оцет. Ќе направам една многу интересна свежа салата со печено цвекло. Што треба да направите? Купете убави главици цвекло. Дојдете дома, убаво измите ги, ставете ги во пергамент хартија, додадете малце масло и сол, завиткајте ги во пергамент хартија, потоа во фолија и ставете ги во рерна да се печат 2,5 часа, полека, тивко, без брзање, затоа што цвеклото не сака високи температури, сака пониски температури и полека убаво да се испече. Кога ќе биде печено, оставете го комплетно да се олади, а кога ќе се олади, трнете ја фолијата, пергамент хартијата и многу едноставно и лесно ќе можете да го излупите. А да почнам прво со карфиолот и веднаш ќе ви покажам како ќе ја направите највкусната салата од печено цвекло со портокал. Ставете тапче да се загрее и земете карфил и сечете го на дебели парчиња од 2 сантима. Ете така, ова малце се распадна, ама нема врска. Одлично. И ставете масло во тавчето. Парчиња ќе испаднат од ова. Ќе го ставиме да се испржи, а додека се пржи, јас ќе го посолам. Неколку минути од двете страни, а после ќе го ставиме во рерна на 190 степени да се пече, само да наместам температура, 25 минути, па ќе видиме колку ќе биде доволно. Додека карфиолот си се пече, јас ќе го исечкам целерот. На коцки ќе го ставам во солена вода. Убаво да се свари. Од него ќе направиме многу вкусен крем. Во друго тенџерче ќе додадам вино, едно чешне лук, малку ловоров лист и балзамиран оцет. За сладост ќе додадам малце мед и ќе го оставам полека да си редуцира на пониска од средна температура. Кога карфиолот ќе добие убава боја, ќе го свртиме од другата страна да се испржи, а јас да проверам да видам до каде е. Уште е рано. Продолжам со целерот. Обично кога прават пире или крем од целер додаваат и компир, ма јас го сакам чисто вкусот на целерот. За да биде уште повкусен целерот, во него ќе додадам и малце киселина или оцет. Целерот секогаш бара киселка со вкус. Затоа сега додадов и малце вински оцет и ќе оставам сол, оцет и целер, ништо повеќе. Ќе оставам полека да крчка, целерот добро да омекне, за од него да можеме да направиме многу убав крем или пире. Редукцијата еве ја почна да си крчка, карфиолот си се пржи и како што ви кажав, така и ќе направам
Сега браво. Сега ќе го додадам во рерна на 190, полека да си се пече. Ова тавче, бидејќи од хром никел, може комплетно доди така, бидејќи и рачката, држката е од хром никел 1810. Идеален метал за угостителство, меѓутоа и за медицина. Сега полека ќе почнам да ја спремам салатата. Што се ни е потребно? Прво да ставам ракавици, затоа што секогаш кога работам со цвекло, рацете и прстите ми се буквално обоени, а тоа не го сакам овој пат. Затоа што тешко излегува таа боја. Ќе исечеме парчиња, неколку милиметри, 3-4 милиметри дебели, и ќе ги ставиме во друг сад. Внимателно, нежно со цвеклото, затоа што цвеклото кога ќе се испече или кога ќе се свари не е толку цврсто, значи има мека структура, а нас ни требаат цели парчиња. Оваа салата е навистина многу вкусна, за мене една од највкусните салати кога станува збор за цвекло. Само нежно. На тој начин ќе добиете убави парчиња. Ова било за мене. Си имаме начинија голема. Ставам рукола. Раширете ја руколата низ целата чинија. Земете од цвеклото. И убаво наредете го едно до друго. Сега ќе исецкаме оревчиња, одиме постепено полека со вистинско уживање. Затоа што оваа салата на вистина заслужува многу внимание. Кога ќе направиме салатата, ќе ставиме во фрижидер додека останатиот дел од денешниот оброк не биде готов. Меѓутоа нема многу да зачинуваме. Крајот го краси делото. Ќе додадам масло и ќе додадам од редуцирот што го правам со вино и со мет и балзамиран оцет. Ова ќе биде сосема доволно. Шубаво. Сега ќе додадам малце сол. И насекаде ќе додадам портокал. Цитрус
вкусот секогаш одговара со цвеклото, затоа што цвеклото има многу земјес вкус. Сега портокалот ќе го освежи. Ќе биде одлично. Малце рукола одозгора, ама не многу. Сосема доволно. Значи не ја покриваме салатата, оставаме све да се види во нејзе, меѓутоа зелено, портокалово и виолетово. Одлична комбинација на бои, која навистина не само убаво што изгледа, него и многу здраво. Една ваква салата, верувајте, ако изедете дека најмалце 4 до 5 часа ќе бидете сити. Колку убаво излезе ова, додека се печеше карфиолот, го премачкав со редукцијата од вино и балзамиран оцет и доби прекрасна боја. А уште еден карфиол направив кој не го печев со балзамиран оцет, меѓутоа сега ќе го намачкам. Јас го сакам во ваква форма, кога е карамелизиран од балзамираниот крем. Вака исто така многу убав, меѓутоа киселоста и вкусот на виното навистина ме воодушевуваат кога станува збор за карфиол. Сега, целерот е веќе сварен. Јас се што треба да направам е полека и внимателно да го ставам во блендерот. Нормално ќе додадам и од течност што е останата. Колку убаво мириса. Употребувајте што повеќе целер, затоа што не само што дава убав вкус, многу е и здрав. Ајде да видиме дали ќе биде доволно. Ставете го убаво да се изблендира. Многу малце ќе му додадам од течноста. Многу вкусно. Многу вкусно, драги мои. Земам малце од балзамот. Ќе го раширам убаво. Ставам од кремот. Одличен крем. Во комбинација со балзамираниот оцет, со неговата киселост, ќе биде перфектно за јадење. Сега, ова не е веќе жешко, многу внимателно ќе го земеме стекот од карфиол. Погледнете. Ќе го ставиме. Ќе ја земам салатата од фриждер. Сега Макдоналдс кисецкам.
масло. Масло ќе додадам и на салатата. И секако од балзамираниот крем. Тоа беше се за денеска, драги мои. Надевам дека ова ви се допадна и дека секако ќе го направите за вас и за вашите најдраги. Денешната салата и денешниот стек од карфиол испаднаа на вистина онака како што ви ветив на почетокот на емисијата. Вкусот беше перфекција. Направете го дома и нема да зажалите за тоа што јас верувам дека ќе стане дел од вашето фамилиарно мени. Да не заборавам да ве потсетам да ја посетите и нашата веб-продавница 4сезони.mk и да си одберете се што ви е потребно за да можете да сготвите убава, вкусна и здрава храна. И секако големо благодарам до моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, која се грижи за мене постојано да бидам во одлична форма. Ви благодарам и вам, имајте пријатна вечер.